Мој гостин вечерва, почитувани гледачи, е Љупчо Ристовски. Се обидов да најдам за оваа тема компетентен гостин, се распрашав кај неколку пријатели и ми е мило што Љупчо не е некој сега забрадено црковно лице од една страна и ми е мило од втора страна што е млад човек. Така да ќе можеме да разговараме баш на темите мене кои ме интересираат, односно почетната оваа тема. Љупчо, добро дојде во мојата емисија. Добро е, Значи, да појдеме од почетокот, од иницијалната каписла за оваа емисија, а овој текст, односно изјавата на митрополитот Хиларион, кој вели во борбата против дехристијанизацијата на Европа, Ватикан нема да е сам, католичката црква нема да е сама, до неа рамо до рамо ќе стои руската црква. Што значи дека црквите установиле дека Европа го губи својата христијанска база, својата христијанска основа, фундамент. Ова е нов момент во христијанството, иако обиди за екуменизација постоеле и порано. Меѓутоа, многу е поважно од кој фундамент, од која основа при анализата на проблемот поаѓаат католичката црква и руската православна црква. Значи, веројатно што преземаат една таква акција, еден таков чекор на сближување на две досега објективно раздвоени и по пракса и по било што цркви, да речеме религии, мора да има сигурно сериозен проблем. Сега папата Бенедикт XVI овој сериозен проблем го наоѓа во тоа што европскиот континент веќе завлегол во едно духовно замирање. Тоа е неговата проценка, а исто таква проценка има и патриархот Кирил на Руската православна црква. Значи, ако можете да видите некои од писанијата на патриархот Кирил, тој вели дека европското тло тука смета единствено тлото и на Европа и на Русија, зашто вели дека тие се како две белодробни крила. Исток и запад се две белодробни крила и тие мора да дишат заедно кога се работи за духовна смисла. За да живее организмот. Да, за да живее организмот. Меѓутоа, патриархот Кирил вели дека опасноста по христијанството во Европа доаѓа од неолибералните тенденции во западниот свет, во западната хемисфера и го детектира проблемот дека е кај еден мал дел од протестантските цркви и деноминации кои што живеат, работат и делуваат на тлото на Европа. Значи, имаме различна поидовна основа во анализа на проблемот. Знаете, некој професор во Америка на таблата на студентите им напишал број 4 и број 2, јас често пати го повторувам овој пример, и им рекол на студентите, дајте ми решение. И некој рекол 6, некој рекол 2, некој рекол 8. Знаете, сите одговори поединечно се точни, зависно што вие решавате. Но професорот рекол, ни еден од одговорите не е точен, затоа што прво не прашавте што всушност ние решаваме. Кој е проблемот кој што се решава? Собираме, вадиме, множиме. Да, дали е собирање, дали е вадење, дали е множење, дали е делење, било што. Значи, во овој случај многу е важно од кој проблем, од која појдовна точка поаѓаат едните и поаѓаат другите, а потоа ќе излечиме уште неколку моменти кои што се пак битни од наш аспект. Меѓутоа, факт е еден, дека католичката црква, еве дури има сега и по Медитеранските острови голема акција против сегашниот папа. Католичката црква е навлезена во тешка и длабока криза, во смисол на има многу педофилија, има многу педерастија, излегува многу. Прво беше тоа и таму во Америка патија, меѓутоа сега излезе дека има и на Великобританските острови, во Германија секаде, тоа е број 1. А број 2, ја има таа сила католичката црква да притисне доволно и во државите, и во администрациите на државите, меѓутоа и кај граѓаните, да на референдуми или со закони ги ограничат другите религии. Во смисло дека имаше референдум во Швајцарија, каде што не дозволија градење на минариња, има ригорозно пресметување во Франција со носење на фереџиња, значи за луѓе од друга вероисповест. Се нешто што, но има, па во сето тоа двоен стандард. Тоа што важи за Франција или за Швајцарија, не важи за Македонија или за, не знам, за некоја друга држава. И тој двоен стандард исто така ги руши. Тоа е од една страна, значи као внатрешен еден ваква распаѓање внатрешно. Од друга страна има од надвор атак, особено од исламскиот свет, да таа религија се шири во
брзо и како религија и како луѓе кои што се населуваат со еден нова светска преселба на народите од исток одат кон запад. Да. Има ли спас за самата црква, нели, за самото христијанство од овие два атака, од овие два напада? Дали е ова спасот? Руската црква и Видете, Ватикан. ако потребиме поим атак, ако потребиме поим спас, значи веќе влеваме во борбена реторика. Значи духот на христијанството не оди во таа насока. Духот на христијанството оди во сосема спротивна насока. И тука мора, ако сакаме да дадеме вистински одговор на нештата и ако сакаме да разгледаме заеднички, не ние, него христијанските заедници, вистински решенија во таа насока, мора да се погледне во живиот Божи збор. Јас само ќе прочитам два дела од живиот Божи збор. Јас вообичаено се обидувам да употребам што помалку човечка филозофија и човечко мудрување кога се работи за духовни прашања. Значи мора да се држиме до фундаментот, тоа е живиот Божи збор. А живиот Божи збор го вели следново. Вели во посланието до Филипјаните апостол Павле во 2 глава, од 1 до 5 стих. И така, ако во Христос има некаква утеха, ако има некаков поттик од љубовта, ако има некакво заедништво со Духот, ако има некое милосрдие и сострадание, исполнете ја мојата радост, вели. Бидете со една мисла, бидејќи имате една и иста љубов, тоа е Божјата, Христовата љубов. И бидете еднодушни и едномислени. Не правете ништо од честолюбие или за празна слава, но од понизност сметете се еден друг за погорен од себе си. Не грижете се секој само за себе, туку и за другите. И внимавајте сега. Во посланието до Ефесјаните, во 4 глава, имаме точната библиска инструкција каков треба да биде концептот на христијанството. Не само пред 2000 години, него ова инструкција за денес во 21 век. И ако црквата по тие човечки мудрувања и филозофии, барајќи празна слава, се трне настрана од ово упатство, настрана од фундаментот, тогаш настанува делбите. Секој човечко мудрување и филозофија која не извира од живиот Божји збор, кој што е упатство инструкција не само за луѓето како да живеат и да се однесуваат, туку како и црквите да живеат и да се однесуваат. Сепак црквата, иако е Божја замисла, глава на црквата се вели дека е Христос, таа сепак е човечка организација, човечка творевина, човечка институција. И тогаш кога ќе почнат тие мудрувања надвор од овој Божји збор, тогаш настануваат проблемите. И коренот во христијанството поаѓа токму од тие човечки мудрувања и филозофии. А Словото Божјо вели, видете колку е ова актуелно и свежо за денес. Браќа, јас затвореник во Господ, ве молам да се однесувате достојно според знаењето за кое сте повикани. Со сета понизност и кротост, со долго трпеливост, поднесувајќи се еден со друг со љубов, трудејќи се да го запазите единството на Духот. Внимавајте, единството на Духот преку врските на мирот. Едно тело сте и еден дух, како што сте и повикани кон една надеж на вашето звање. Чи едно тело, еден дух, една надеж. Вели еден Господ, една вера и едно крштение. Внимавајте, еден Господ, една вера, едно крштение. Еден е Бог и Отец на сите, кој е над се и преку сите и во сите нас. Внимавајте, Словото Божјо вели дека се работи за една вера. Немаме ние православие како вера, католицизам како вера, протестанство како вера во христијанството. Во Библијата, во Божјиот збор. Верата е христијанска. Верата е во единиот Бог, нашиот Господ и Спасител Исуса Христа. Кога ќе излеземе од овој концепт, кој што Господ ни го дал како инструкција како да живееме и како да се однесуваме и како црковното свештество да живее и да се однесува, тогаш веќе настануваат проблемите. Сега, откако го дефиниравме изворот на сите овие проблеми, точно ќе знаеме и решенијата каде да ги наоѓаме, значи вака да констатираме дека излегувајќи надвор од уставот Божи, така, и гледајќи си некои овоземни придобивки, нели, слава, така натаму, почнува црквата да се дели, христијанската. Да. Прво со источно и западно римско царство, па се дели на реформацијата, реформација, така натаму, па потоа излагаат, не знам, и протестанти, излагаат и 300 други помлади од овие три големи групи, христијани. Сега ова што е дека всушност треба враќање назад на
заедничко обединување. Тоа го кажуваш. Не назад, него враќање на изворот. Добро. И реформацијата настана од потребата да се вратиме на изворот, на живиот Божи збор. Не, назад на ситуација да сите бидат во еден куп, тоа ми беше зборот. Ако во христијанството веќе имаме разидување во мисла, значи не сме едномислени во Христос, тогаш треба да се вратиме на Христовиот Божи збор кој што е жив и денес и тука да го најдеме каменот на сплотување. Тој е аголниот камен Христос. И од тука папата, Бенедикт 16, поаѓа во неговата нова иницијатива. Замислете, таа иницијатива ја нарекува нова евангелизација. Добре. Тоа е поим. И овој и Иларион исто тоа кажува. Истото го кажува. Значи, тие ќе се приклучат на новата евангелизација. Да, нема да сте сами. Да, ма тие се приклучуваат на иницијативата на папата. Папата сака да направи и папски совет, понтификат, значи уште еден, кој што ќе се однесува точно на новата евангелизација. Иначе има еден постоен папски совет кој што се однесува на обединување на христијанството. И веќе се водат дискусии со многу и со ортодоксното православие и со многу протестантски деноминации, и со светскиот методистички совет, и со баптистичкиот, и со пентакосниот и така натаму. Значи ги има едно 15 на совети. Сузбивање на редовите. Апсолутно збивање на редовите. Знаете, ако во еден дом имаме раскарани групи, ако имаме поделба на групи, тогаш ткивото е разводнето. Вели, тој дом е осуден на пропаѓање. Затоа мора христијанското ткиво да се собере, меѓутоа ќе биде исправно и ќе биде одрживо на долг рок и ќе биде нормално на основа на вистината, само ако е на Божиот збор. И папата од тука поаѓа во таа нова евангелизација. Самиот поим евангелизација, да појасниме, значи пронесување на радосната вест. Евангелието е радосна вест. Радосната вест беше доаѓањето на Христос и радосна вест ќе биде второто доаѓање на Христос кој што се најавува. Значи, процесот на нова евангелизација се однесува на оние верници кои што престанале да ја живеат живата вера во Исуса Христа. Не збориме за обредноста и обичајноста. Таа ќе ставиме на страна. Тоа важи за најголемиот дел од сите нас. Апсолутно. Значи, на целото европско тло, на целиот континент, тој проблем го детектирал папата, го детектирал рускиот патриарх. Предпоставувам дека ова ќе биде повод за размислување кај нашата Македонска православна црква да размисли дали и ние сме потпаднати по тие процеси. Знаете, ако патриархот Кирил и папата дефинираат дека веќе на тлото на Европа постои духовен резерват, значи Европа е веќе некој вид на духовен резерват, тоа значи дека верата е излезена далеку од срцата на луѓето, далеку од домовите на луѓето, далеку од вистинскиот живот на луѓето. И знаете, добро велите ви, ако има празен простор, тогаш неолиберализмот напаѓа. Тогаш веќе ќе имате нови ветрови, тогаш ќе имате веќе искривување на вистината и тогаш веќе ќе имате погрешна вистина и резултатот ќе биде поинаков. Изрека која користат повеќе колеги дека во политиката и во верата нема празен простор, а има празен простор, некој влегува, тука нема дискусија. Добро, мислиш дека ова нова евангелизација всушност збивање на редовите во христијанството дали ми држи ова вовед од мене дека всушност е борба и за не борба, добро еве да не го употребам тој, меѓутоа желба за одбрана на христијанството и од надвор и од натре? Апсолутно. Штом го детектиравме проблемот дека имаме расејување на верниците и од аспект на живење на живата вера во Исуса Христа, тогаш веќе почнуваат нападите и однатре, почнуваат нападите и однадвор. Јас предпоставувам дека кога папата говори за оваа нова евангелизација, мисли дека треба да го мобилизира духовното христијанско ткиво на Европа и веројатно тоа ткиво треба да се заштити од евентуалниот наплив на исламизацијата во еден дел на Европа. Меѓутоа не зборуваме за нормална исламизација, него зборуваме за опасноста таа да потпадне под влијание на милитантниот исламизам. Радикалниот исламизам. Значи, предпоставувам дека има и таква една аргументација при еден ваков процес. Меѓутоа, анализирајќи ги пишувањата на патриархот Кирил, мислам дека кај него бојазноста не е од тој аспект, повеќе е од аспектот на напливот на неолиберализмот. Знаете, тоа се оние слободни толкувања дека човекот има апсолутно слободна волја да одлучува што сака да прави во својот живот. Па тука влегува правото во тој сет на наводни човекови права, правото на абортусот, правото на бракови од ист пол и така натаму некои прашања кои што се од оној сет на така наречени морални прашања, од духовен аспект. Значи, колку мислиш дека руската црква како најголема православна црква може да ги повлече другите цркви, без разлика дали е финската или македонска? Тоа е сериозен момент за размислување, кој што јас се надевам дека нашата македонска православна црква ќе го искористи. Во овој случај,
Руската православна црква настапува сама, се издвојува од сетот на православието и сама влегува во односи со папата. И вели, внимавајте, од денес ние не сме повеќе конкуренти, не сме во надпревар, него ние сме сојузници, вели. Во новата евангелизација ние не ве оставаме сами. Да, ние веќе влегуваме заедно. Влегуваме во сојузништво. Внимавајте, го збори надвор од православниот свет. Значи, ако Руската православна црква го има тоа суверено право, надвор од некое канонско единство и така натаму, апсолутно и Македонската православна црква за своите проблеми го има истото тоа суверено право дадено од Бога да ги крои своите односи. И внатре во рамки на христијанството, и внатре во рамки на православието, меѓутоа и надвор од православието. Значи, Македонската православна црква може слободно да гради односи со Рим и со Ватикан. Може слободно да гради односи со протестантскиот свет. Внимавајте, протестантскиот свет е една многу моќна групација во светот. Бројката на протестантите во светот, според некои последни податоци, се движи некаде околу 900 милиони. Значи се приближува до бројката на католичката, која што е некаде 950. Православието е половина од двете. Значи, протестанството има сериозен наплив сега и во афричките земји, и во Кина, поготово во Кореја. А во Кина податоците уште се неофицијални и уште се непотврдени. Таму се некаде преку 100 милиони. Сега, сите тие цркви, во основа, во база, во базата своја, без разлика што има извитоперени свештени лица, кардинали, секаков народ има секаде. Во основа, ова нова евангелизација, односно враќање кон радосната вест или враќање кон писмото, не? Кон основното писмо, кон уставот, не? Враќаат на, односно насочуваат кон враќање на човечките вредности и морал кој не разликува од, да кажеме, од слон, од жирафа, од било какво животно, не враќа кон основните морални норми, фамилија, љубов, исполнителност, љубов кон татковината, кон блиските своји, кон природата, кон заштитување на планетата и така. Не враќа кон тоа сака да каже. Апсолутно не враќа кон моралните вредности. Знаете, ако вие во еден сериозно голем временски период го исфрлите Господа и неговиот Божји збор од животот на луѓето, значи од образованието, школството, од системот на функционирање на едно општество, од семејството, од фамилијата, како што беше нели периодот на комунизмот, тогаш вие ќе имате еден период во кој што нели Господ е настрана од сите токови и приватни и општествени и тогаш нормално се создаваат услови за вирење на злото. Злото, демонските сили, лукавиот се другата страна, темната страна на медалјонот и тие имаат за цел според словото да украдат, да убијат и да уништат што повеќе човечки души, да ги оттрнат од Господа. И знаете, тоа многу успешно го прават на тлото на Европа. Луѓето западна во еден свој комодитет и материјално, и финансиски, и секако, и духовното малку го оставија настрана. Америка при секој проблем прво што прави се враќа на духовното. Сега внимавајте, јас во терминологијата ги двојам црквите од духовното. Ние мора да правиме разлика. Секуларизмот малку е изместен во поимањето. Знаете, јас по професија сум политички науки и работам на докторат во таа насока. Секуларизмот не е просто поимање да ја одвоиме црквата од државата. Не. Знаете, со првите амандмански измени во Америка, во 1879 година, 2 години подосна, во втората амандманска измена беше кажано дека многу е потребно, значи се забранува црквата да се бори за власт во државата и во општеството. Значи се забранува црквата да е таа која што ќе учествува во управувањето на една држава. Не се зборува за духовното, се мисли само на црквата од аспект на тоа да една црква биде државна црква. Например, дали е протестантска или е, не знам, католичка или е било која. За разлика од Норвешка, каде што знаеме дека лутеранската црква е државна црква, исто англиканската црква во Британија. И ден денеска го имаме и тоа во најразвиените западни демократии тој модел. Меѓутоа, прашањето е кај секуларизмот црквата да се одвои од државата, а не духовното. Така што нашите опоненти денеска кога разговараат против
религиското образование, например, во пето деление, во ведување во школството и така натаму, го имаат погрешниот факт за секуларизмот. Секуларизмот не е духовната сфера, секуларизмот е црковната сфера. Значи, борбата е преку духовната сфера и преку живиот Божи збор да се внесе повторно во животите на луѓето, зашто тоа е изворот на успех и просперитет. Тоа е изворот на надеж и иднина. И веројатно идејата и на папата и на патриархот Кирил е да се вратат на изворот, на живиот збор. Тоа ќе оди тешко. Сега се прават напори да се прави средба помеѓу патриархот Кирил и папата и така натаму. Кој од останатите православни цркви ќе се приклучи е исто така големо прашање. Јас се надевам дека и Македонската православна црква ќе размисли и ќе преземе прва чекори да се приклучи кој тој процес на нова евангелизација, затоа што и објективни да бидеме, на Македонија и треба нова евангелизација. И во Македонија верата е изместена надворе од животите на семејствата и на луѓето, чест на исклучоци. И меѓу црковното свештенство и меѓу народот. Меѓутоа, објективната ситуација е таа. Ние сме надвор од живеењето на вистинската жива вера во Господа. Не зборувам сега за православие, католицизам, протестантизам. Не. Збориме само за духовната сфера. Збориме за она што е сршта на христијанството. Ќе направиме мала пауза, почитувани гледачи, и веднаш потоа ќе влеземе со овој дел кај што сакам некои други работи. Мојот гостин Љупчо Истовски да ми објасни. Ви должам информација зошто е токму Љупчо гостин овдека. Он има една интересна и организација со уште поинтересно име и ќе ви го објасни што тоа точно значи и на кој јазик и зошто е тоа баш така кажано, за да на некој начин ги видиме неговите референци, значи зошто е тој викнат тука и зошто јас му имам моја доверба да тоа вам ви го објасни. Љупчо, тоа е една организација која се вика Мараната. Мараната. Тоа е македонска христијанска мисија, чијашто цел е главно... Тоа е црковна, Тоа е не црковна, значи, организација, од делот на оној така наречен невладен сектор, како здружение на граѓани, и е автохтон изворен производ македонски, значи Made in Macedоnia. Тука е никнат, еве веќе 5-та година работи активно во промовирање на библиските вредности и принципи. Што значи Мараната прво? Мараната е староарамејски израз и суштината е Господ доаѓа. Значи го најавува второто доаѓање на Исуса Христа, што е пророштво во Библијата. Тоа значи зборот. И идејата е да се помогне на тој сет на црковен сектор да се олесни подготовката на патот за Господа до срцата на луѓето. Знаете, оти крајната цел на верата е спасението на човечки души и живот во полнота на земјата според она што беше инструкција во Евангелието по Јован 10 глава 10 стих. Значи, ако ги имаме ова во вид, ние ќе имаме точната представа што значи верата според дефиницијата во Евреите 11 глава 1 стих, каде што вели верата е фактички жива представа за она на што се надеваме и докажување на она што не се гледа. И нашата надеж нормално е во второто доаѓање на Исуса Христа и ние треба да се подготвиме. И оваа твоја организација сега всушност се обидува да преку разни форми електронско проповедање претежно со веб страница. Веб страницата е maran.ath.org.mk. Да, значи www, ако сакате да погледнете, maran-ath, нели? Да. .com.org.mk www.maran-ath.org.mk. Има многу луѓе кај мене што гледате емисијата што си со лаптоп и со компјутер, одма ќе кликнат Мараната, за да може да... Јас се обидувам веќе десетина години од разни преводи на Библијата да дојдам до вистинската инструкција од Божјиот збор, од Словото Господово. И се обидувам преку неделни пораки, двонеделни анализи, библиски совети, христијански вести, да едноставно го доближам тоа до мојот народ, до македонскиот народ, да го доближам она што е сршта во живиот Божи збор. Имаше неколку вакви овие... Издававме и флаери во вестниците, да, се обративме и до црковното свештенство, направивме анализа на моралната криза во која се наоѓа Македонија. Јас представивме пред македонскиот народ перспективата од библиски аспект на Македонија и на македонците. И
покренавме неколку иницијативи, од кои беше една формирање на морална алијанса за библиска Македонија, од повеќе христијански организации, мисии и служби кои што се на тлото на Македонија, со цел да го представиме изворно, вистински, како што инструкција во словото, прашањето за абортусот или правото на живот и повеќе теми од тој контекст. Се Лјупче, те прашам, ние сме... Јас сум имал неколку така дебатирања овде со луѓе кои не согласуваат со тоа што јас ќе кажам, меѓутоа ова е моето мислење, дека сме ние морални суштества. Значи има морал за нас и има чувства. Значи ние не може да сме безчувствителни. Колку и да сме грешни или да грешиме или да, сепак имаме чувства и имаме морал. Доколку го немаме едното и другото, не сме луѓе, сме нешто друго, сме некоја категорија на животни. Па ме интересира, секако дека општеството на планетата, не е само во Македонија, не е само на Западот, доаѓа до известна декаденција. Со време иде, на времето 60 ти си помлад од мене, меѓутоа многу, меѓутоа 67-8 беше врв на декаденцијата да се има долга коса како Битлси. И тоа беше најдекадентно. Па потоа почна оние групи децата на сонцето, децата на ова, кои нешто пушеа марихуана, која е сега ништо како една обична цигара и така натаму. Значи декаденцијата полека ходи, да сме сега сведоци на следно. Да, например, од европски официјални организации и светски официјални организации не караат затоа што не сакаме да имаме педерастично друштво овдека со нас, иако има држави кои стрикно ги забрануваат истополните бракови, истополните врски и така натаму, секако не ги дозволуваат црквите, нели? И голема е дилемата околу абортусот секаде низ светот, тоа е сепак убиство, во основа се работи за убиство, без разлика дали е човекот има 45 години или 45 дена. Тоа е сепак суштество. Има свој идентитет, интегритет дури има. Каков е твојот став на ова моја така? Значи, во разговор со многу пријатели, кои што се јавно декларирани дека се во делот на православното христијанство, на прашањето која е смислата на животот, која е целта на животот, велат јадењето, пиењето, спиењето, телесното општење, отприлика тоа е целта во животот и потоа оди во вториот свет да правите добро на другите. Знаете, ако се задржиме само на овие елементи, а тоа се елементи токму од сетот на чувствата, на инстинктот, јадењето, пиењето, спиењето и телесното општење е ништо различно од животните. Тоа се животински елементи, тоа е животински, физиолошки потреби. Меѓутоа, Бог не одвоил од животните за тоа што ни дал разум. И сега прашањето е зошто би ни дал разум? Зошто би ни дал ум за да можеме да го спознаеме доброто и злото? Зошто би не било тоа потребно на крај крајеви? Нели? Ако е смислата да јадеме, пиеме, спиеме и телесно општиме, и тоа го правиме едно 70, 80 или 90 години од животот, потоа умреме и не снема, тогаш која е смислата на разумот? Зошто Бог ни дал разум? Освен ако не го употребиме во функција да го разграничиме доброто и злото. Внимавајте, Библијата е избор. Бог не ни се натура. Джентлменски ни нуди опција. Вели, ова е најдоброто за вас. Знаете, ја често пати повторувам, што совршено ќе создаде човекот? Клима, уред, кола, мобилен, било што. Со што го продава? Го продава со упатство како да се ракува со него. И ако се расипе, каде да зирне мајсторот, нели сервисерот. Така човекот, кога не создаде совршени, ние сгрешивме. Меѓутоа не прати со упатство како да ја поправиме грешката. И упатството е таа книга. Да, точно. Упатството е Божиот збор, дефинитивно. И кога човекот ќе западне во таа фаза на декаденција, кога злото ќе му изгледа добро и кога злото ќе го прифаќа како добро, а злото е се она што е спротивно на инструкцијата на Божиот збор, и јас сум убеден дека е тоа така. Тоа го имаат просведочени и милиони христијани пред мене, не само јас и не само црквата. Значи, во Библијата имаме точна инструкција да разграничиме што е добро и што е зло. И оној момент кога ние ќе почнеме по човечки да си го тераме животот, да си правиме што си сакаме, нели, да го удоволуваме телото како што си сакаме, тогаш природно е Господ да си ја тргне главата од нас и тогаш сме на ветрометина на злото.
Јас често пати велам, знаете, при отсуството на Бога доаѓа злото. И сега, луѓето можеби и не се виновни. Знаете, на едно место во Библијата прашува, Господ директно прашува, вели, како очекувате да поверуваат во Христос кого не го познале? А како ќе го познаат ако не слушнале? Понатаму вели, а како ќе слушнат кога нема кој да им каже? И понатаму дава уште една инструкција Божјиот збор, вели, ако вие се обраќа на црковното свештенство, не го говорите мојот жив Божји збор, јас камења ќе подигнам, тие ќе говорат. Важно, Божјиот збор ќе се каже и секој ќе го слушне. Во даден период од својот живот секој ќе го слушне. Знаете, еден пријател на Facebook даде една интересна констатација. Вели, јас се можам да чујам, се можам да прочитам, меѓутоа сум како лилјакот. Додека не се удрам во зидот, јас нема да го видам зидот. Меѓутоа, зошто да страда човекот? Човекот не е создаден да страда. Нашиот небесен татко не создал да имаме убав и благословен живот. Кој татко му мисли зло на своето дете? Кој татко сака неговото дете да страда? Па и нашиот небесен татко. Не. Тој не создаде да имаме убав живот и не даде инструкција како да дојдеме до тој убав живот. Внимавајте. Верата и духовното не се од 19 век како што некој велат. Не. Верата и духовното допрва ќе доаѓаат. Ако сака човекот просперитет и благослов, ќе мора да се врати на изворот. Ќе мора да зирне во упадството. Иначе со човечка мудрост, со човечка филозофија, ние повторно ќе промашиме работа и ќе талкаме уште известно време, ќе бидеме како илјаците, ќе се удираме во зидови и повторно нема да го гледаме зидот. Зидот ќе го видиме само ако нурнеме во Божјиот збор. И сега ме интересира тој Божји збор кој го читаат сите православни цркви, нели, сите христијански цркви, вклучително православната, католичката, протестантската и другите помали, не? И најразличните нивни правци. Тоа е присутно тоа писмо. И присутни се во секој град. Еве, ќе значи, анализираме Европа. Еве, од Полска, од Варшава до Даблин. И од, што знам, од Сицилија до тамо од некаде до Норвешка, до Тронхајм. Целиот тој дел. Секој град во центарот има катедрала. Најголема. Нема, значи, познати се катедралата во Келн, Сагра Фамилија во Барселона, не знам, оваа била највисока, таа била Нотр-Дам, сето тоа, еден куп. Значи во центарот на градот, да е на око на луѓето, така. И тие го проповедаат писмото. И од каде толку желба, кај народот, толку желба, од каде толку акција, да токму од таму, од срцето на државите, каде што се промовира, меѓу другото и со огромните градби и со многу моćни католички и протестантски цркви, да промовираат и да донесуваат закони за истополни бракови. Ја го сметам тоа грев Божи, нели? Интересно е дека меѓу животните нема истополни односи. Нема ни абортуси. Нема ни абортуси. Значи не може два лава да се дружат. На лавот му треба неколку лавици. Животните го имаат тој инстинкт, човекот го нема тој инстинкт. Од каде тој порив толку да се издегенирара, да отидат во хомосексуални бракови, од каде каде е испуштена работа? Кога е испуштена? Еден мој пријател има интересна констатација, брат во Христа, вели, светот не страда од недостиг на цркви. Светот страда од недостиг на љубов. Што тоа значи? Дека црквата не успеа да го наметне концептот на љубовта. Зборуваме за Божјата агапе љубов. Па добро, ја педерасти ама баш за љубов, они нешто. Не зборуваме за телесната љубов. Ние зборуваме за божествената агапе љубов, која што е сршта на заповедта од Господа. Христос ти заповеда: сакајте го Бога од сето срце, со сета сила, душа и разум, и сакајте го ближниот како што се сакате себе си. Зборуваме за таа христијанска агапе љубов. Ако ние го имаме тој концепт и ако ние научиме другиот до нас, па и тој со кого ние не се служуваме, да го гледаме со очите со кои што Господ нас не гледа, полни со милост, полни со љубов, полни со потреба да простуваме едни на други. Тоа е христијанскиот концепт. Тогаш ние сме веќе на вистинската патека. Ако ние ја запоставиме љубовта меѓу нас, ако постојано ние се набаѓаме, зборам во рамките на христијанството, тие се вакви, тие се такви, тие се онакви, ние го губиме од вид она што е основното на Христос. Тоа е љубовта. Љубовта е таа што сплотува. Дури вели, љубовта препокрива многу гревови. Збориме за христијанската љубов. Сега, кај извитупирувањето,
Знаете, луѓето, не знаејќи за Господа, значи, а Словото вели во последни времења, луѓето, незнаењето ќе биде масовно, луѓето ќе гинат во незнаење. Незнаењето е страватна работа, тоа е болест, води до страдање, дури и до смрт во некој случај. Знаете, од незнаење луѓето се самоубиваат. А христијанскиот концепт е дека тоа е смртен грев. Во инструкцијата се дефинирани 10 Божји заповеди. Неисполнувањето на тие 10 Божји заповеди е исто така смртен грев. Неисполнувањето е дефинирано како смртен грев. Иако Христос го исполни законот, тешко луѓето може тоа да го направат. Се во гревно тело, се во гревно телесно окружение, затоа дојде милоста и љубовта Божја, и затоа дојде втората заповед, да преку љубовта може да бидат препокриени многу гревови. Меѓутоа, пак е моето прашање, пак ќе те вратам се на почет. Еве се да кажеме, што знам, најмоćниот човек на светот, американскиот председател. Сега веќе неговата моќ прашање дали може и рускиот, али но еве да го кажеме американскиот председател, без разлика дали е Обама, Буш, Клинтон, без разлика. Тие спроти Белата куќа, малку подоле по улицата, имаат црква каде што се оди секоја недела. Сега таму се поправило протестанти председателите, меѓутоа има еден католик, па не го нели, па има, но да не навлегуваме се во него. Меѓутоа се верници во христијанска вера. Така. И во таа црква одат секоја недела, секојаш кој ќе победат на избори, прво се иде во црквата, пред да бидат изборите. Па, значи се верува во нешто, во Бога, се крстат луѓето така нато. Тоа исто се случува и во Варшава, тоа исто се случува и во Даблин. Од каде од така верски определени лидери, држави и така натаму, туку ќе се појави ај уметниците и така и така. Ке речеш тие се малку живеат тоа. Меѓутоа дипломати, сериозни научници, професори, клерот црковен, како кај нив се појавува такво дегенерирање да дојдат до желба за истополни сексуални контакти, Има еден одговор во Библијата, вели во последни времења ќе има навидум побожни, а се откажале од силата Божја. Знаете, без разлика што е човекот и црковно свештенство, без разлика што човекот оди во црква и практикува обреди, може литургија и така натаму, човекот може слободно да си го толкува својот живот. Значи, он си го толкува слободно како што си сака и веројатно под влијание на околината или на средината. Библијата исто така вели, се е дозволено, но не е се полезно. И вели што во случај кога луѓето запаѓаат во грев. Знаете, Бог е Бог на шанси и нови почетоци. Секој има право на покаяние и секој има право да се врати назад, на изворот. Тука е дадена точната инструкција. Сега, зошто тоа се јавува? Се јавува веројатно или поради незнаење, тоа е моја предпоставка, или поради она што велиме ние либерално толкување, она што го збори патриархот Кирил. Тоа е оној неолиберализам. Тој си го толкува животот така како што си цени дека треба. И што со тие луѓе на крајот? Тие луѓе запаѓаат дефинитивно во грев. Меѓутоа, многу е лошо кога ние ќе осудиме таков човек и ќе го прогласиме дека тој има смртен грев. Никој пат не знаеме во која фаза од животот човекот, нели, како лилјакот се удри во зид и ќе стави прст на чело, ќе се замеси и ќе рече: чекај, што правам јас со мојот живот? Што правам јас со моето тело? Кога јасна инструкција од Библијата е... А што станува со неговиот грев кон мене, што мене ме тера да бидам, да имам разбирање за неговиот грев? Тоа е лична одлука на секој, мислам. Тоа знаете, јас не можам тоа да го оправдам. Затоа што тоа не е Божја инструкција, меѓутоа не можам ни да го судам. Не можам да го судам, затоа што Божјиот збор веќе го осудил. Бог е судијата. Да, добро. Само еден ќе ни суди. Инструкцијата како да се покајат луѓето. Има само еден ќе ни суди. Сонцето грее за сите, и за добрите и за лошите. Според критериумите на Божјиот збор, според библиските критериуми. Значи сонцето грее за сите. Милоста Божја и љубовта Божја е исто така за сите. Знаете, разбойникот на крстот до последен момент, до последната минута во својот живот беше долго трпеливо чекан од Господа. И тој на крај се покаја и го заслужи Царството небеско. Не знаеме дека еден и од овие еден ден нема да се соочи со зидот и да донесе одлука. Одлука за промена на својот живот, за трансформација на своето срце, за метаноја на својот ум и да реши да започне да го гради својот живот на инструкциите од Словото. Тогаш ќе му дојде благословот. А сега во таа фаза, додека е надвор од овие инструкции, кога е подробство на гревот,
кога е во темница, каде што во тунелот не ја гледа светлината, тој нема мир. Верувате ме, тие луѓе се длабоко несреќни во срцето. Тие луѓе се длабоко тажни во себе си затоа што се на тој пат. Меѓутоа тоа го прават од немоќ и од незнаење. Тука треба црковното свештенство да пристапи со милоста и љубовта Божја, да зборува. Вели, верата доаѓа од слушање на Словото Божјо. Да ја зборува инструкцијата Божја, дека и за тие луѓе има покаяние, дека и за тие луѓе има простување, дека и за тие луѓе има наново раѓање, има нов пат, има нов живот, и за тие луѓе постои милоста и љубовта Божја. Ние нема да ги оправдуваме. Ние строго ќе се држиме до Библијата, до Божјиот збор, до инструкциите на Словото. Меѓутоа, мора да ги жигосаме самите појави, не луѓето и личностите, него појавите кои што длабоко го еродираат општеството, вршат влијание на младата генерација, страутно негативно, прават дисторзија на општествениот систем, прават дисторзија на семејството. Кога сме веќе кај тоа, а да ги искористиме последните 10 минути од емисијата и да се вратиме на македонско тло. Македонија во најголемиот дел, веројатно 99% од луѓето, нешто не сакаат да чујат или да мрзат. Мислам, македонецот не мрзи никога, да мрзал до сега 1000 пати ќе покажал дека. Меѓутоа, ставно не може да прифати педерастија, хомосексуални не може да прифати. Кај македонецот има еден друг проблем што на друга страна доаѓа ерозијата, тоа е во бракот, во наталитетот, во зголемување на семејството, во семејните вредности. Оваа твоја организација, односно твоја работа, кај оди во тој правец? Што препорачува? Па ние постојано комуницираме со јавноста на електронски пат или директно во комуникација со луѓето. Знаете, преку тие бесплатни електронски билтени, ние постојано ја нудиме библиската Божја инструкција за настаните, за актуелното секојдневие. Значи, мора општеството да се врати на моралниот фундамент. А тоа се? Моралниот фундамент, тоа се оние библиски вредности и принципи кои што гарантираат, значи, сет на вредности кои што гарантираат човекот да воспостави, значи, однос со Господа, да влезат на ист колосек. Па, ги знаеме сите тие, плодовите на духот во Галатјаните се точно опишани. Тоа е, нели, честноста, братолюбието, долготрпеливоста, смиреноста, кротоста. Вели, по делата ќе бидете познаени. Тоа се делата на духот, тоа се плодовите на љубовта. Значи, од нас треба да извира сето она што е добро. Фамилијата, породот? Апсолутно, семејството е сршта на библиската инструкција. Домашното воспитание, каде се тука се во тоа? Апсолутно, во рамки на семејството мора да се води првата евангелизација. Значи, родителите ја сносат најголемата одговорност за своите деца. Потоа доаѓа црквата, па школството, образованието и така натаму. Вкупниот систем. И знаете, ако во еден систем вие не ги вградите во фундаментот на системот тие темелни вредности на почитување на човечкиот живот, знаете, тогаш вие ќе го имате слободното толкување и во абортусот бебето ќе го третирате како мртво ткиво. А внимавајте, науката докажала, и јас сум просведочен за тоа, значи, околу 21-виот ден се формира животот. 21-виот ден од зачнувањето срцето почнува да куца. Тоа е веќе живот. Тоа е веќе оформен живот. А 21-виот ден, ретко која жена која што не очекувала, нели зборуваме за несакана бременост, воопшто не знае дека е бремена. И внимавајте сега, кога мајката тоа би го знаела, идната мајка, или кога жената која што се одлучила да изврши абортус, кога би го видела тоа срце како куца, јас сум убеден дека милоста и љубовта Божја ќе и прострои ни срцето. И таа нема да дозволи по ниеден услов тој живот да го уништи. Сега не сакам да употребам непријатен збор да изврши убиство, иако вистинскиот збор е тоа, Библијата така го нарекува. Меѓутоа, се работи буквално за уништување на нов живот. Ама тоа се прави од незнаење. Тоа се прави од тоа либерално слободно толкување дека тоа мое човеково право, дека жената има право на кариера, дека жената има право на, не знам, на свој собствен успех, дека не треба да се зароби да биде домаќик и така натаму. Меѓутоа, внимавајте, тоа не е вистина, тоа е заблудата. Заблудата.
Мојата сопруга е лекар, еве интернист скоро. Лекар интернист. Бремена е со 4-то дете. Бај нека е живо и здраво. 10-ти месец. 6-та недела, се извинувам, 10-та недела. 6-та недела на ехо го гледавме срцето. Куца. 6-та недела. Значи, внимавајте, секоја жена која што е во дилема дали да го изврши или не абортусот, мора 10 пати да размисли пред да го стори тој чин. Да се консултира со луѓе, да се обиде да трага барем малку по вистината, да се обиде да осознае дека на вистина се работи за живот, за жив организам се работи. Оставете ги човековите права на страна. Јас точно знам дека и жената има право да напредува, меѓутоа потомството не ја ограничува. Знаете, библискиот концепт дека зачнувањето е дар од Бога. Потомството е дар од Господа, тоа е негова одлука, тоа не е наша одлука. И замислете сега, ние го отфрламе дарот од Господа. Ако Бог ни дава дар, со тој дар ни носи благослови. Јас тоа сум спорил и друг пат. Ако ние тој дар го отфрлиме од Господа, ние ги отфрламе и благословите од Господа. И тоа не носи просперитет. Не носи среќа кај таа жена. Ниту ќе биде поуспешна во кариерата, ниту подобро ќе тргне во животот. Не, ќе ја гризе совеста. Ќе има грижа на совест до крајот на животот. И еден ден ќе се соочи со тоа. Со тој ембрион, со тој фетус, со тој зачнат, ние може слободно да го наречеме жив организам. Ќе се соочи еден ден. Меѓутоа, ако зирне во паството, ќе знае точно кога и како ќе се соочи. И таа болка ќе ја носи во текот на целиот живот. И повторно библискиот концепт е милостив. Не може да ги осудиме тие што досега тоа го направиле, но можеме да ја понудиме Божјата инструкција за сите наредни кои што ќе сакаат тоа да го сторат, да видат во вистината. Не мора мене да ме послушаат, нека го послушаат Господа и неговата инструкција. А ова треба да го зборува црквеното свештенство. Треба да направи симбиоза со медиумите, да излезат на еден јасен, чист, прецизен македонски јазик, да ги кажуваат постојано Божјите инструкции. Затоа што само на тој начин можеме да ги вратиме моралните вредности во општеството. Само на тој начин ние можеме да си го обезбедиме Божјото присуство. А каде што е Божјото присуство, таму злото не се допира. Внимавајте, тука е присутен Господ, тогаш злото бега. Тогаш мирот и спокојството ќе се врати во животот на луѓето, во семејството, во односите помеѓу луѓето. Нема повеќе да биде. Ако се врати во семејството, се враќа и во околината, и во општеството, и во државата. Основната клетка на општеството е семејството. Ако немате успешно семејство, вие немате успешно општество. Нема општество кое не е засновано на семејство денеска. И муслиманското општество е засновано на семејство. И исламот. Сите го имаат прифатено Божјиот концепт. Лјупчо, многу ти благодарам за учеството во емисијата и за овие објаснувања кои јас лично во оваква една емисија сум должен да ги понудам, да луѓето ги видат, да ги размислат, да гледаат. Како едно размислување. Твојата препорака е да си прочитаат и да си го најдат својот пат, својот спас во Светото писмо. Почитувајќи гледачи, тоа беше мојот вечерашен гостин, Лјупчо Ристовски, на кого му благодарам за вечерашно учество.